Клаудија Вентура живее во Лос Анџелес веќе 20 години. Овде има работа и семејство, но нема документи. Вентура е меѓу околу 800.000 жители на Лос Анџелес кои немаат правен статус во САД. И како многу други, и таа се чувствува непријатно откако Доналд Трамп победи на претседателските избори. Сега не гледам многу луѓе на улица. Помалку луѓе, тоа е лошо. Мислам дека луѓето се исплашени да не бидат депортирани. Градскиот совет на Лос Анџелес ја одобри уредбата со која се спротивставува на федералната власт за законот за имиграција на 19 ноември. Тоа значи дека локалната полиција и државните власти нема да споделуваат информации за имиграцијскиот статус на луѓето со имиграцијските власти од федерално ниво, освен ако тоа не вклучува сериозно кривично дело. Градската уредба како ова испраќа многу силна порака до заедницата во Лос Анџелес и до остатокот од нацијата дека во Лос Анџелес расположливите ресурси ќе се користат за да се зачува заедницата безбедна, да се задржи довербата на заедницата на сопствените лидери и одржувајќи ја заедницата во напредок, а не апсејќи ги или предизвикувајќи хаос во заедниците. Сепак не сите во градот се согласуваат со оваа одлука. Поддржувачите на Трамп, приближно 38% од жителите според изборните резултати, не сакаат Лос Анџелес да биде за солниште. Мислам дека тоа е срамота. Прво, треба да се грижиме за нашите. Кога велиме Америка на прво место, тоа не значи дека не треба да се грижиме за другите. Тоа значи дека ние прво се грижиме за нашите. Родителите на Линда Хана се од Мексико. Тие легално дошле во САД, а таа верува дека секој што го сторил тоа незаконски, треба да биде депортиран. Уредбата ќе има мал практичен ефект, бидејќи Лос Анџелес од 1979 година им забранува на полицијата или службениците за имиграција да испрашуваат лица за нивниот имиграцијски статус. Новиот статус на Лос Анџелес не значи дека не може да има депортации. Тоа само значи дека локалните власти нема да им помогнат на федералните службеници да најдат и да ги депортираат недокументираните имигранти. Мислам дека федералните службени лица ќе започнат со масовни рации, наместо да бараат документи од случајни минувачи на улиците. Верувам дека ќе има масовни рации во фабриките и во земјоделската индустрија, каде според официјални податоци најверојатно работат недокументирани имигранти. Кабрера верува дека амнестијата е подобра идеја од депортациите. Мораме да инсистираме дека опцијата е масовна легализација. Мораме да инсистираме дека постои подобар начин да се третираат имигрантите во оваа земја. По инаугурацијата на 20 јануари, Трамп силно сугерира дека може да прогласи национална вонредна состојба и да го искористи американскиот воен персонал за да помогне во спроведувањето масовни депортации, потек со кој застапниците за имиграција ветија дека ќе се борат на суд.